Одиграле до сега меѓу себе неброени надпревари. Секој посебен, секој неизвесен, секој приказна за себе. А таа приказна трае, таа приказна продолжува. Се надеваме дека и во иднина ќе биде така. Ривалитетот што обстојува. Се почна пред 7-8 години во домашниот шампионат. Пред 3 сезони се формира сеха регионалното надпреварување. Балканот, но и пошироко се разбра за големото македонско дерби. Беше јасно, се воодушеви Балканот, слушна и Европа, но ретко кој веруваше дека многу брзо дуелите меѓу Вардар и Металург ќе станат и централен европски настан. Токму тоа го демонстрира четвртфиналистите оваа сезона во Лигата на шампионите. Меѓутоа, еве сега се сведува на два надпревара во домашното првенство. Велат поважни од се. А во нив за Вардар Малумбрес, Милич, Ангелов, Голман и Козлина, Рибак, Тоски, Жаковиќ, Марковиќ, Карачиć, Душевајев, Абутовиќ, Лазаров, Дибиров, Брумен, Чипурин и Терзич. Добар ден, поздрав поштовани гледачи од мене. Составот на Металург е без Павел Атман, тоа е главната информација за изборот на Лино Червар, Станич, Митревски, Мјатовиќ се на голманските позиции, Олевски, Димовски, Вугринец, Георгиевски, Манасков, Миркуловски, Велко Марковски, Златко Мојсовски, Никола Марковски, Циндрич, Кеџо, Јоновски и Порозан. Еве ги главните судии на овој надпревар, Димитар Митревски и Благојче Тодоровски од Битола доаѓаат. Да очекуваме да имаат едноставна задача, да гледаме повеќе ракомет отколку тензии. Овие надпревари се секогаш полни со тензии, меѓутоа не смееме да забравиме дека ова се двете екипи четвртфиналисти, уникатни од Лигата на шампионите оваа сезона, од престижното европско надпреварување. Ова е прва рунда од нивната двојна пресметка за да се спаси на некој начин и сезоната. Ќе падне се во вода доколку еден од овие, поточно ќе мора еден од овие два силни тима преку квалификациите или можеби според ретинзите во јуни и на поинаков начин да се најдат повторно во Лигата на шампионите. Ова публика оде да ги почувствува повторно оние прекрасни моменти и ракомети што ни ги пружија Вардар и Металург, кои што стигнаа до четвртфиналето во Лигата на шампионите оваа сезона. Ранети се и двата лава, на некој начин можеби Металург имаше и повеќе време да ги преболи болките од кил, затоа што првиот надпревар веќе кажа се, меѓутоа за Вардар се сте уште тазе. Меѓутоа ова е вистинскиот лег за раните на Вардар и на Металург оваа сезона. Така е, Металург е без Затмана, од подамна и без Наумче Мојсовски. Имаше проблеми и Раул Гонзалес, стратегот на Вардарци. Неколку ракометари понаа битка, епска битка во четвртфиналето од Лигата на шампионите, не тренира, чувствуваа повреди, но ќе се навратам на поранешниот тренер на Вардар, Веселин Вујовиќ, што знам дека го следи овој пренос на македонска телевизија. Вели, ова се надпревари што се играат и со една нога. Токму таква е атмосферата, повеќе од 5000 љубители на ракометот. Еве зошто ракометот е спорт број 1. Еве зошто толку овие два клуба се подржуваат од навивачите, не само од оние најверните, определените, туку и од неутралните љубители на спортот. Една минута молчење на стартот за починатиот поранешен ракометар на Вардар. И се е подготвено да стартува големото дерби. И едните и другите се убедени дека овие 60 минути нема да го дадат новиот шампион. Дека се ќе се решава по 6 дена, најверојатно во автокоманда. Таму се очекува Металург да го одигра надпреварот од 6-тото коло. Практично ова е прво коло од плейофот во Супер Лигата во ракомет, имајќи предвид дека она што требаш да го направат на отворањето на Супер Лигата, двата клуба го одложија поради европските обврски. Следиме прв напад на составот на Металург, има таму прекршок над Вачо Димовски во блокот, реагира Абутовиќ дека се било во рамките на фери коректното, иако
За малку ќе останеше Димовски без дресно, тоа се тие дуели што се случуваат на линијата од 6 метри. Козлина и Абутович задолжени за Ванчо Димовски на линијата. Филип Миркуловски е лево. Вугринец централната бековска позиција, Циндрич десно, но набрзо ќе вкрстат, ќе сменат, да видиме. Време проигрување, Ванчо Димовски бие, Ангелов ја бележи првата интервенција, жива ја има оваа топка, има ли полуконтра, не? Нема да брзаат вардарци. Апсолутно се одбранија во првиот напад вардарци, сега Козлина и Абутович излегуваат од таа дефанзивна постава, влегуваат Прибак и Филип Лазаров, кои што заедно со Душебаев формираат тројката на дворешни играчи бекови во Вардар. Чипурин на линијата од 6, Брумене десно, Дибиров лево, стандардно Ангелов веќе го видовте на голот во оваа дефанзивна постава. За Металург Димовски излезе, влезе Велко Барковски, еве го првиот погодок, Филип Лазаров погодува екс-ракометарот на Металург оваа сезона. Одличен одигра, добра, квалитетна сезона капитенот на Вардар. Поведуваат црвено-црните со 1-0. Одбраните дефинитивно најавија едните и другите дека ќе го решаваат овој надпревар. Вардар игра добра одбрана и тоа практично со доаѓањето на Раул Гонзалес. 6-0 одбрана што дава резултат. Знаат да одиграат и поплетко и подлабоко во зависност од противникот. Јасно е дека Металург се забележува отсуството на Атман, меѓутоа тука е Циндрич да надополни, иако со многу помало искуство и надпревари зад себе оваа сезона во дресот на екипата на Металург. Сега одново прекршок, Ванчо Димовски ќе уфрла. 18 средби одиграа меѓу себе последните 3 сезони овие две екипи. Оваа сезона се сретнаа 2 пати во СХ лигата, 2 пати во Лигата на шампионите. Статистички Металург е успешен, да видиме леса на Манасков од левата крилна позиција. Судиите покажуваат дека Металург ќе го изведе првиот удар од 7 метри. Имаше таму прекршок, иако покажува Душебаев дека не бил натре во полето, така бранел точно од линијата од 6 метри. Меѓутоа, да видиме дали Вугринец, иако топката е кај Георгиевски, но се знае. Првата ударна игла во нападот на Металург, Ренато Вугринец и Ангелов на спротивната страна, меѓутоа погодува Вугринец за изранување 1:1. Понекогаш дуелите меѓу овие две екипи знаеле да се отворат, да донесат многу погодоци, па и убедливи победи, но многу често се решавало со 1 или 2 гола разлика, или пак како што се сеќаваме пред 2-3 сезони кога во серија игра нерешено, па детали, нијанси го решава шампионот на Македонија или победникот во купот. Сега Брумена, одново комбинација, нема можност Прибак да влезе. Дибиров продолжува нападот екипите на Вардар, бие Дибиров, Станич интервенира, меѓутоа под прекршок Дибиров, жолт картон за Дарко Станич. Односно, простете, за Вугринец. Не се игра ефикасно, 4 минути и 10 секунди за овој погодок. Одлично сега испилотира Прибак за водство со 2:1. Играат стрпливо и едните и другите. 6-0 зона и на Лино Червар, успева да ја пробијат вардарци со оваа добра финта, добро лажно движење на Немања Прибак, човекот кој што им даде гол во спортско-рекреативниот центар Кале за победа пред неколку сезони во оној последен удар од 9 метри. Ке видиме чив хендикеп е поголем. Стојанче Стоилов не игра во составот на Вардар поради повреда. Атман го нема кај Металург, го нема и Наумче Мојсовски. Се чини вака според имињата и според составот Растворцев, ке мора да го спомене, го одамна веќе не се наоѓа во составот во бековската линија на Вардар. Ке видиме како двата стратега ќе успеат да се снајдат без овие клучни влијателни ракометари во составот. Вугринец овде сега атрактивно таму да додаде, меѓутоа стабилен, добар во одбрана. Козлина исто така екстра кометар на Металург. Вугринец одлично лажно движење, потоа прекрасен удар на се уште актуелниот прв стрелец во Лигата на шампионите со 95 гола, 4 повеќе од Нови Рилич од Веспрем, меѓутоа Веспрем има шанса во Келн на Final Four турнирот и Нови Рилич секако да се изедначи или пак да биде подобар. Во секој случај ако имаме вториот или првиот, како сакате, стрелец во Европа оваа сезона. 2:2, 6-та минута во тека. Организира напад Немања Прибак, Лазаров лево, Душебаев на десната позиција. Недостасува Петрич, токму на таа позиција, неговото искуство, квалитет, но сега
Praktično mladost je na ta desna strana. Aleks Dušebajev, španski internacionalac sa ruskom poteklo. Odnovo Privaka, pred Malku odlično se snajde, vleze na 6 metri, uspe da pogodi. Lazarov za Dušebajev, imali prostor za Vlesa. Mirkulovski se postavува, но жолти од картот оди за Велко Марковски. Нијанси решавале многу често во дуелите меѓу овие две екипи. Затоа велат дека не е многу битно кој е повреден, кој е во моментот со подолга клупа и така рата му велат овде решава желбата, моменталната инспирација на еден или на повеќе поединци во едниот или во другиот тим. Душебаев спушта за Лазаров, Елго Лазаров на шут погодува. Храбро втор погодок за Лазаров, победува Вардар со 3:2. Така практично од самиот почеток, меѓутоа Металург е тука постојано да стигне, реков, двата клуба оставаат за себе една успешна сезона пред се во Лигата на шампионите. Вардар секако и во регионалното надпреварување во СЕХА лигата, каде што стигна до вториот трофеј во трите сезони колку што постои ова надпреварување. Металург би рекол, имајќи предвид дека има нешто поскромен ростор, повеќе работи подреди на настапите во Лигата на шампионите. Два четвртфиналиста имаше Македонија, а сега напад во Гринец за Вачо Димовски, затворен овој агол. Беше јасно дека Ангелов ќе се постави добро, станува 3:2. Душеваев поведува полуконтра, Дибиров има простор за Вез, Дибиров гол. Прв гол за Дибиров, за недобриот стрелец на Вардар оваа сезона, за човекот кој што во четирите надпревари оваа сезона има постигнато вкупно 30 голови против Металург. Ова е неговиот 31-ви, значи 8 во првиот, 5 во вториот надпревар од Лигата на шампионите, 10 во дуелите, 17 во дуелите од СЕХА лигата оваа сезона. Беше во нешто послаб ритам по на повреда против Хамбург, во на битка ракометна во Скопје. Можеби го немаше Раул Гонзалес во вистинско светло, меѓутоа продолжува животот, нови надпревари. Домашната титула е сега првиот и основен предизвик и за едните и за другите. 4:2 Вардар има 2 гола предност во 8-та минута од надпреварот остварена. Започна веќе 9-та, Миркуловски на централната бековска позиција, Циндриш е таму лево, Вугринец, еве го Циндриш сега, меѓутоа судено веќе беше, нови 9 метрик има за Металург. Миркуловски уште еднаш излегува на него Апутович, има фаул, можеби за жолт картон, не се решава за тоа судиите. Ако не вообичаена атмосфера во арената Борис Трајковски, малку сонце во оваа ситуација и да видиме сега добро таму реагираше во пивотменскиот двобој Чипурин против Ванчо Димовски. Во оваа ситуација мора да ја погледнеме уште еднаш, да видиме, имаше таму влечење за дрес и тоа не од Чипурин, туку од Апутович во таа ситуација и можеби можеа да реагираат и поинаку судиите во овој момент. Подигнати се рацете на двајцата судии. Вугринец! Прекрасен гол! 3:0 против Вардар во оваа 10-та минута за Вугринец. Или Вардар Вугринец е 4:3. Вугринец за сега најрасположен, така беше и во голем дел од надпреварите што Металург ги играше на сите фронтови во оваа сезона. Не споменуваме табелата во Суперлигата, не ги споменуваме досегашните резултати на двете екипи кои веќе навлегува во Суперлигата, но јасно е, почитувани гледачи, дека се сведува во суштина само на два дуела. Иако в понеделник нема да заборавиме, ќе видиме со камерите на македонска телевизија и во Битола. Некогаш беше тоа големо, страшно дерби. Пелистер Металург, можеби нема да биде така, односно Пелистер Вардар, нема да биде така можеби в понеделник, но да видиме само да го проследиме овој напад. Еве го Чипурин, практично таквилна позиција со својот прв гол за 5:3. Но онамо што сме сигурни дека атмосферата и во Битола ќе биде феноменална. А најавите пак од еден од најголемите ракометни центри во нашата држава од Битола се дека многу брзо Пелистер ќе се врати на старите патеки. Мина првата третина од првото полувреме, Вардар сега одржува водство од 2 разлика. Во првите 5-6 минути тоа беше минимално, од 1 сега плюс 2 5-3, меѓутоа обидта да возврат ракометарите на Металург. Циндрич, бараат влез на 6 метри, освен Вугринец нема класичен бек шутер, Ванчо Димовски прифаќа во дуел со Козлина. Ќе биде одново извлечена оваа акција со првање од 9 метри. Немаше можност да се сврти Ванчо Димовски, беа клубски колеги со Козлина. Сега жестоки се тие дуели на линијата од 6 метри, Апутович и Козлина.
Двајца моćни, цврсти ракометари, што вели народот да не си му во кожата на Димовски, кој треба да ги издржи сите тие дуели. Никола Марковски е негова евентуална алтернатива, но јасно е да Лино Червар му е потребно искуство, барем на почетокот, да не дозволи Вардар да се одлепи, иако сме забележали низ историјата и многу убедливи водства на полувремето, па се враќало во оние очекувани израмнати рамки до крајот на надпреварите. Иако ќе потсетам, оваа сезона изиграа максимално израмнето во сеха регионалното надпреварување двата клуба. Првиот меч кај Металург и Вардар 28-28, потоа Металург славеше како гости 22-21. Да видиме сега, добар блок. И дали Ангелов е допре оваа топка, реагира Вугринец, но се видите велата дека одбина топка од блокот, а после играл Ангелов. Влез на Душебаев. Имало сега пробивање во блокот, дали Прибак го направи сето тоа, како и да е, можеби мала компензација. Во секој случај Миркуловски оди сега и еден жесток старт на Чипурин, што заслужува опомена. Жол картон најмалку затоа што мислам дека одеше во лицето, во главата. Ќе го ја искористиме оваа прилика. Раул Гонзалес засега добро се брани против Ванчо Димовски, односно против Пикер, и неколку акции успеа добро да го задржат на линијата од 6 метри дефанзивците на Вардар, пред се Козлина и Бутович. Очигледно бековската линија е ослабена без Атман и се обидува Червар да мине, да најде празнина во оваа компактна зона 6-0 на линијата од 6 метри. За сега функционира само Вугринец. Атман е играч кој знае да шутне од 9 метри, иако не е многу висок, но има разорен удар низ зоната. Апсолутно. Наоѓа простор. Циндрич, иако е моќен, снажен ракометар, но главно бара влез на 6 метри. Затоа е зоната 6-0. Да, ева и асистенцијата сега, да. Токму асистенција од Циндрич. Добра. И акцијата упорни низ бедемот од оваа зона и одлична асистенција на Циндрич. Добро ја прифати оваа топка. Димовски во вистински момент го постигнува првиот гол за Металург заедно со Вугринец. Значи сега се 4, Вардар има 5. Филип Лазаров го предводи овој напад. Прибак е тука со Душебаев. Заборавивме дека на таа страна го нема Петрич. Меѓутоа го имаат на десната и Брумен, изворедниот Брумен. Прв погодок за словенечкиот интернационалец. Се гледам уште еднаш оваа добра асистенција на Чипурин. Може би не очекуваа да оди токму на асистенција кон Брумен. Чипурин да се заврти кон Станич. Меѓутоа добро одиграно и Вардар има повторно плюс 2, 4-2, 5-3 и сега е 6-4. Моќен е и Чипурин во нападот на Вардар, навлече на себе двајца ракометари, се создаде вишок на десната страна, оттука тргна таа асистенција. Тактиката на Металург се знае. Лино Червар форсира долг напад, до крај, до гол, до чиста позиција. И сега Филип доаѓа до таква ситуација. Миркуловски го постигнува својот прв погодок, намалува на 6-5. Сигра практично гол за гол, без оглед на овие на неколку пати веќе водствот плюс 2 на вардарци, меѓутоа Металург веднаш враќа во снебниот напад. 14-та минута во тек, главно израмнети, не се менува ништо во првата постава. Тибиров, Чипурин и Брумен на внатрешните позиции, Лазаров, Прибак сега с топката и десно Душебаев во одсуство на Петрич. Ново име во екипата на Вардар е Терзич, се врати од Зомимак, не знам колку ќе добие шанс, затоа што овде се поискусните, а Станич јасно е дека ќе проработи порано или подоцна. Еве неговата прва интервенција во вистински момент. Тргнува Металург да израмнува, ја запира оваа акција Ѓоргиевски по асистенцијата од Циндрич. Има измена, ја напушта играта Борозан, главно во одбраната за Ванчо Димовски да го заземе своето место, но нема да брза Димовски. Ако нема полуконтра и брзо завршите, тогаш ќе се оди на долг напад, тоа е повеќе од јасно. Циндрич уште еднаш оди со Миркуловски сега да вкрстува, немаше тука шанса да се сетира кон Ванчо Димовски. Циндрича користи ова пукнатина во одбраната на Вардар, многу интелигентно, виде дека има простор. Гледате Циндрич, момент еден на десно, па потоа на удар, немаќе беше Ангелов. Добра игра на Циндрич, пред малку асистенција, сега го постигнува и првиот погодок и еве изедначување 6-6. Вардар и повторно по предност, меѓутоа полека се консолидира Металург, стигна -2 на потеке Вардар. Ова навестува неизвестен возбудлив надпревар, одлично сега Прибак таму му асистира
на Чипурин. Гледаме навистина еден репертоар на изворедни асистенции, многу добри проигрувања и покрај тоа што мислам дека се уште го нема оној потребен жар, на агресивност, меѓутоа рано е, не можеме да кажеме рано, веќе половина од првото полувреме. Дибиров втор пат против Станич, поточно прв пат простете Дибиров против Станич шутираше успешно на спротивната страна Вугринец, сега и Дибиров со еден атрактивен лоб го измамува Станич. А измамува и овации на отворена сцена од навивачите на Вардар. Стана многу брзо Миленик, но со својата игра, подвижност, атрактивност, репертоар на удари и секако со блискоста која да секој надпревар ја остварува со навивачите. Јасно е зошто сега се скандираше неговото име, а секако и по овој атрактивен лоб. Вардар одново води 7-6. Циндрич, комбинација со Вугринец, има прекршок од Бутовиć. Овој пат ќе добие жолт картон, неа Бутовиć, туку Тоскич заработува жолт картон за старт над Ванчо Димовски. Зависно каде е Ванчо Димовски, таму се секогаш и дуелите многу жестоки. 9 метри влегов меѓу во втората половина од првото полувреме, максимално изравнето како што се очекуваше. Миркуловски има ли простор, кај озбилна влез и погодува Миркуловски. Ова е она храбро момче за кое слушна цела Европа, изравнува 7-7, но како враќа само на спротивната страна Душебаев за нови 8-7 водство. Се зголемува темпото, еден ритам. Претходно споменавме нешто не така агресивен, меѓутоа еве сега во последните неколку минути се зголемува нивото на игра. Југо да забележиме двајцата стратези смени, Станич оди надвор, на негово место е Мијатовиć, ама го нема ни Ангелов, туку Милич на гол. Милич претходно, да. Меѓутоа не менуваат ништо ракометарите на Металург во бековската линија. Циндрич, Миркуловски и Вугрине. Стандардно оди Миркуловски, два пати добри пробиви, еден прецизен удар на Филип Миркуловски. За сега одлична замена, поточно одлично го надополнува отсуството на Павел Атман. Сега е она позната комбинација од репрезентативниот дрес со Ванчо Димовски. Само Миркуловски и Наумчо Мојсовски знаат вака суптилно да проиграат и да се разберат со Ванчо Димовски. Еден атрактивен потек на нашиот репрезентативен пикер. Втор погодок за Ванчо Димовски. Повторно изедначено 2 осмици на семафорот. Убава е атмосферата, двете навивачки групи се тука во салата. Онака како што доликува на едно големо дерби, не само балканско, туку последна сезона, апсолутно и во европски рамки. Се помалку слободни столчиња во спортскиот центар Борис Трајковски. Тоа значи дека се наближуваме полека и до максимално исполнет капацитет. Но следиме напад на Вардар, 18-та минута, 8-8, се како на почетокот, но во меѓувреме видовме борба и по 8 погодоци на двете страни, а еве го и деветиот за Вардар. За Дибиров, трет на овој надпревар. 2 од игра, 1 од пенал за 9-8. Одлична акција. Филип Лазаров остана на место, меѓутоа погледнете како Дибиров го изненади Георгиевски, трча тука и немаше шанса да одбрани. Една од варијантите на Раул Гонзалес ќе мора да внимава Лино Червар. Игра доста разноврсно оваа сезона. Раул Гонзалес донесе нов бран, една живост, агресивност, суптилност во одбраната, излекува максимално од секој поединец. Има играчи за добра ротација и апсолутно играта на Вардар е на драстично повисоко ниво. Најдобра илустрација за тоа се резултатите, а оваа сезона актуелниот шампион Хамбург беше исфрлен токму од Вардар во Лигата на шампионите. Не успеавме да го минеме оној Френсбург, во оној драматичен надпревар, меѓутоа ова е сега надпревар за кој што се насочени сите сили, целиот интерес и енергија. Бранеше длабоко во полето од 6 метри. Брумен долго и траеше тој старт. Еве таа ситуација неколку секунди и беше јасно дека нема дилеми, ќе има тука удар од 7 метри за Ренато Вугринец. Да видиме овој пат против Милич, погодува Вугринец. Негов четврти погодок, 2 од линијата за... Да не видиме ништо ново на семафорот, се менуваат бројките, но нема разлика. 9-9. Ништо не одбрани Милич. Ангелов имаше 2 одбрани, на спротивната страна Станич една, значи
голманите инфериорни во однос на играчите во овој период, меѓутоа ќе дојдат и нивните 5 минути, тука нема дилема. Лазаров обезбеди позиција за шут, меѓутоа добар во блок таму и Јоновски и Велко Марковски добро скокна и немаше тука поголема опасност за Мијатовиќ кој што го замени Станич на голот. Еве шанса сега за Металург да дојде до водство. И тоа би било прво. Да, токму затоа застанав, најверојатно прво водство за Металург. Ајде да видиме. Циндрич, комбинација со Миркуловски, таму Манасков оби да прифати на линијата од 6 метри. Не добра топка, акцијата оди десно за Вугринец. Гоце Георгиевски, одново Вугринец, одигра шут, бие гол! Еве го Вугринец и сето негово искуство. Пети погодок за 10-9. Прво водство на Металург во 21-та минута. Го бележиме овој момент, 21 минута, значи прво водство на Металург, една стрплива игра, пред се во одбрана, неколку избрзани удари на ракометарите на Вардар и го користи тоа веднаш противникот. Типиров добро издегува на него. Јоновски играше со Зоми Макем во последниот надпревар од Суперлигата како плеймейкер. Типиров, оному каде што игра Прибак, кој што погодува сега втор гол за Прибак, изедначено е повторно. Влезе добро Прибак, гледате убава финта, не успеа да стигне Велко Марковски, оному каде што имаше најмалку простор, би рекол, успеа да ја протне топката за четврто изедначување поред 10-10. Она грешно проигрување, судите веднаш ја подигна раката, сигнализирајќи пасивен напад, мало опуштање што никој не сме да си го дозволи. Лесе на Прибак на македонскиот репрезентативец за ново изранување. 10-10, сега Металург е во позиција одново да дојде до гол предност. Праќа Циндрич за Вугринец, Абутовиќ стартува за сега. Нема исклучувања во двата состава, без оглед што забележуваме машка, цврста игра, но тоа е ракометот, но си игра фери, коректно и би рекол и едните и другите тактизираат на твоја забелешка, Југо, дека очекуваме да ја еруптира сето ова, но за сега внимателни едните и другите знаат колку е значаен овој надпревар. Има и реванш, но многу работи ќе зависат од тој реванш токму од оваа средба. Вачо Димовски под прекршав, изнудува трест удар од 7 метри. Вугринец досега имаше 2 од 2. И постојано топката оди кај Георгиевски, а тој го се очекува Вугринец да му ја предаде. Еве токму тоа се случува, а еве го прекршокот на Вачо Димовски. Постигна 2 гола, но и практично ги изнудува овие 3 удари од 7 метри. Претходно Вугринец поуспешен од Милич, еднаш и од Ангелов. Да видиме, одно Вугринец, Милич останува на голинијата, брани Милич. А Вугринец не ја прифаќа од едната топка. Прва одбрана и тоа пенал. А на спротивната страна јасно е дека казната ќе стигне за ново водство на Вардар. 11 спрема 10, Душебаев за нова ерупција меѓу Вардаровите навивачи. Резултатска нишалка, част на страна на едните, част на другите. За сега двата гола на Вардар беа максимална предност. Полека се буди црвено-црниот дел од Борис Трајковски, денеска многу помасовен и го поздравува новото водство на Вардар. Го очекуваме одговорот на Металург. Миркуловски оди сам се реши да дојде до оваа топка, имаше таму повторно фаул на линијата од 6 метри. Димовски е за момент само повреден, меѓутоа станува, нема никакви проблеми, покажува дека е се уред. Ке видим уште еднаш оваа ситуација, повторно Козлина одеше, тука беше и Абутовиќ последен што фаулираше и останува Металург во напад да ги брка овие 10-11 негативен. Миркуловски, па сега Вугринец ништо нема, не менува во офанзивата Черва. Роди сега Дејан Манасков во улога на централен бек, на плеймейкер, меѓутоа не успеа да мине, покажува дека имало фаул. Имаше удар, немаше намера кај Абутовиќ, но примеден непријатен удар во вратот Манасков. Судите не го санкционираат сето тоа, може би немаше потреба затоа што и немаше намера, но понекогаш и невнимателно се казуваат. Миркуловски сега на влез, бара пенал. Дали Дибиров бранеше внатре, судиите одново го враќаат на Металург. Нападот на Металург на 9 метри, не беше внатре, се беше овде коректно во оваа интервенција на Брумена. А сега Миркуловски одново и овој пат да погодува Миркуловски.
Пред погодок на Миркуловски, ново изравнување. 11-11. 2 минути исклучување за Абутовиќ, да. Така е, 2 минути за Абутовиќ, И прво во право се исклучување. судиите, прво исклучување. Интересно, во 24-та минута, мислам дека ова не се случило одамна во дуелите на овие две екипи се игра жестоко. Сега сугестии на Раул Гонзалес кон Абутовиќ се разбира за неговата дефанзивна игра. Миркуловски одличен во овој периодот на преварот. Трет гол, ја гледам уште еднаш оваа ситуација, отиде на него жестоко Абутовиќ, повторно во лицето нега во пределот на вратот и има повторно изедначување. Гледачите со втор пикер се обидува да наруши таа зона 6-0 Лино Червар и тоа успеа се создава како простор Манаско влезе таму, да. што апсолутно Миркуловски го користи, постигна погодок, а сега излегува исклучување. 24-та минута во тек, 11-11. Со маркер во овој напад Марковиќ за екипата на Вардар, оди на левата крилна позиција, тоа значи дека Ди Биров не е во составот, Тоскич на линијата од 6 метри, десно е Брумен, надворешната линија останува иста Лазаров, па Прибак и десно Душебаев. Ево точно Душебаев сега со топката, нема позиција за удар, меѓутоа да видиме Прибак на влез и одно погодува. Едно важно движење дека ќе асистира десно за Брумен, завршува Прибака, трет погодок за 12 спрема 11. И тоа со играч помалку, многу значаен. Доста простор за Прибак, одлично одигра предсетечно, брзо одеше оваа акција на ракометарите на Вардар и секако со двојно значење овие погодоци со ракометар помалку, уште 60 на секунди. Вардар ќе биде без исклучение од Абутовиќ, шанса за Металург да дојде повторно на изедначување. Да видиме повторно два пикера сега и во оваа ситуација кога играат ракометар повеќе. Цинтрич и Димовски, една многу интересна варијанта и гледате колку простор се создава таму за Фугринец, едно изворедно тактичко надмудрување на двата стратега, на искусниот Червар и перспективниот, талентираниот, би рекол, Раул Гонзалес, што му дава посебен или дополнителен шмек и зачин на ова дерби. Одново со маркер. Марковиќ во овој напад на екипата на Вардар претходниот беше успешен, 20 на 25 секунди до комплетирањето на црвено-црниот состав на шампионскиот состав од минатата сезона, а сега се бијат копијата за новата шампионска титула. Душебаев за Лазаров, на шут, бие Лазаров и гол! Пред погодок на Лазаров, много храбро, имаше едно промашување кога шутираше над голот пред 2-3 напада, но храброста останува, тоа е добро. 13 спрема 12, реков, апсолутно и во двата состави има многу македонски репрезентативци, а знаеме што не очекува оној бараш, што сите желно го очекуваме со селекцијата на Грција за пласма на светското во Катар и затоа се радуваме на секој добар потек, особено на македонските репрезентативци во двата состава. Ова беше одличен удар на Лазаров над блокот на двометрашот Борозан, кој што игра во таа зона од 6-0 на Червар. Вардар има предност 13-12. Напаѓа Металург, така е, 2 гола со ракометар помалку. Сега Циндрич не успеа да мине таму крај Абутовиќ и има среќа ракометарите на Металург се врака топката сега нешто поагресивно ова зона на Вардар од 6-0. Да видим имаше ли брање од 6 метри? Не. Има само 9, така покажуваат судиите и повторно ќе мора да му се укаже помош таму на Филип Миркуловски, меѓутоа мислам дека бара тајмаут Червар. Побрзајте во Вип и добите неограничени. Гол предност за екипата на Вардар, напаѓа Металург на 3,5 минути до крајот на првото полувреме. Максимално изравнето, наизменично едните и другите беа во водство, но сето тоа беше минимално изразено со 1-2 гола разлика. Фугринец, Миркуловски на центар, лево е Циндрич, ќе сменат, ќе вкрстат. Циндрич, дали може да заврши? Штета, промашува за малку непрецизен
Само директно, затоа Вардар може одново да дојде до плюс 2. Дибиров поведува полуконтра. Душебаев убаво за Прибак, ја испушти оваа топка, но судиите под застрана палка што ќе покажат велата под прекршок. Веднаш се обиде Тоскич да устрели од 9 метри. Се враќа на својата позиција Јоновски да ја засили одбраната заедно со корпулентниот Борозан. Велко Марковски не е во дефанзива. Овој напад на Вардар кога Металург се брани, исто така со плитка 6-0 формација. Го гледаме Ато Јоновски, 9 метри за Тоскич, Душебаев, Прибак, договор меѓу Прибак и Душебаев како да се одигра. Лазаров е лево, одново тргнува Прибака, прави брок за Лазаров. Тоскич беше повлечен, нема дилеми толку и да реагираат сега љубителите на ракометот, барем навивачите на Металург имаше тука влечење. Едноставно не беше во позиција Тоскич да ја прифати оваа топка, беше завлечен настрана по линијата од 6 метри, продолжува нападот, но сега под закана на пасивна игра и одземање топката. Лазаров убаво спушта за Тоскич, тројца ракометари крај него и јасно е дека нема да дозволат Митревски и Тодоровски до бесконечно да трае овој напад. Манасков атрактивно, пожртвувано ја остава оваа топка во напад за екипата на Металург. Излегува надвор од игра Борозан, Ванчо Димовски полека, погледнува кон часовникот, дели совети, минута и пол до крајот на првото полувреме. Значај напад за Металург за ново изравнување и евентуално во времето што ќе преостане максимум по еден напад ќе имаат и едните и другите. Се игра сега фластерната Бугринеца, постигна 6 погодоци. Меѓутоа Миркуловски на лезби е погодила Миркуловски. Не успева да го запре Тоскич, еве го Миркуловски. Четврти погодок, ново изравнување, 13-13. Лазаров уште еднаш, меѓутоа добар во блок таму. Велко Марковски ротира сега со дефанзиција Делино Червар. Прибак имаше ли пробивање? Не, Брумен. И да видиме што суда сега судиите. Дали прекршок од Миркуловски и 7 метри за Брумен, ќе мора да го провериме ова, да видиме како беше овој старт на Миркуловски. Сепак исклучување добива Георгиевски. Георгиевски за приговор. За приговор најверојатно, да. А суден е седмерец најверојатно. Заедно со Миркуловски седмерец се покажа, нема дилеми. А еве да ја видиме уште еднаш причината. Дискутабилно. Дискутабилно, да. Немаше на работа, можеби и на пробивање овој влез се постави Филип Миркуловски. Останува во секој случај без Георгиевски екипата на Металург во следните 47 секунди. И секако на почетокот на второто полувреме, уште минута и 13, а сега Дибиров одново на линијата, повтор пат Станич се враќа на голот на Металург. 13-13. Има Металург време уште за еден напад. Дибиров искусно, атрактивно. Четврти погодок, 2 од 2 од линијата за нова предност. 14-13. Има ли сега маркер? Играч помалку е Тимота Червар. Така, ево го Циндрич со маркер. Станич на клупата. Последна акција на Металург, 30 на секунди. Нешто повеќе, ево го Циндрич со маркер. Не успеа да искористат 120 секунди ракометарите на Металург. Вардар сега има, ќе ги има и на почетокот на второто полувреме, да видиме како ќе завршат овие десетина секунди што преостануваат. Одлично додавање Миркуловски, фантастично со ракометар помалку. Одлично додавање повторно Димовски, сигурен и спротивната страна. Станич невнимателен на ова, секавично го изведоа ракометарите на Вардар. И од публиката што рипна пред мене, морам да ви кажам дека не успеа да забележам кој го постигна погодокот. Така се поставени работите овде во спортската сала. Борис Трајковски, штета што не се мислело дека и новинарите треба да имаат одличен, добар видик за да видат што се случува. Неразбирливо, неверојатно. Меѓутоа на Душебаев, така да излета во контра, да се излече и практично со звукот на сирената да му донесе гол предност на составот на Вардар. На домаќинот на предност од 15 спрема 14. Имаше и максимални 2 гола позитива. Металург имаше само еднаш предност од 1 гол, а потоа тргнала на резултатска нишалка во корист на Вардар со 1+. Металург успеа да постигне гол последниот во првото полувреме со ракометар
помалку ќе го има и на почетокот на вториот дел. Вардарци имаат таа среќа да напаѓаат. 1 минута и 13 секунди точно. Металург игра со ракометар повеќе. Раул Гонзалес и натаму во игра без Карачич. Не настапи против Зомилак, имаше мала повреда, очигледно се работи за нешто посериозно од мала, затоа што Игор Карачич е еден од централните играчи на Вардар оваа сезона, еден многу влијателен ракометар кој што постигна 69 гола во Лигата на шампионите, 59 во СЕХА лигата, 12 во последните 4 дуели против Металург, е се уште на клупата за резерви, меѓутоа и без него Вардар успева да обезбеди предност и да тргне во второто полувреме со ракометар повеќе. Беше Игор Карачич еден од оние два тројца ракометари кои не само што не игра против Зомимака во победата на Вардар со 29 спрема 21, туку и на практично и не тренира или тоа го правеа со намален интензитет, жалејќи се на повреди. Се надеваше, очекуваше Раул Гонзалес дека сето тоа ќе биде надминато. А сега го бележиме првиот погодок во второто полувреме. Чип Пурин по втор пат се запишал листа на стрелците, поведува Вардар со 16 спрема 14 играча, плюс ќе биде така и во наредните 40 на секунди. Ово беше и неголемото водство на неколку пати на вардарци во првото полувреме со број 34. Борозан го гледаме во нападот на Металург, ќе оди и Циндрич, се игра натаму Дибиров со задача да биде директен чувар или фластер над Вугринеца, меѓутоа на спротивната страна обид на Циндрич што посакуваат судиите. Продолжува нападот, акцијата. Миркуловски сега го има Борозан од тешка позиција. Добра финта на Миркуловски, имаше веќе фаул судено. Малумбрес се наоѓа на голот на Вардар и третиот голман го употребува Раул Гонзалес на овој надпревар. Бранеше на почетокот Ангелов, па потоа на негово место Милич и еве го сега Малумбрес на голот. Изедначени се силите со тоа што Вардар има повторно плюс 2, 16-14. Металург е во напад. Борозан, добар блок таму од Бутовиќ. Продолжува нападот на Металург. Бара сега Георгиевски да се приближи таму Миркуловски, да видиме што е судено сега. Дибиров треба да застане на пропичаната раздалечина. Еве го сега Миркуловски краде прибак, контра на Малумбрес, стигнува Дибиров, тешка позиција, меѓутоа тој е специјалист за вакви ситуации. Гол број 5 на Тимур Дибиров. 4 во првото полувреме, 2 од 4 постигна од 7 метра. Само го оправдува оној епитет летечкиот Дибиров и дефинитивно тоа го демонстрира. Фантастична брзина, координација на движењата, внимателност на влезот да не направи престап и заслужи сите овие аплаузи. Но најзадоволни вардарци затоа што за прв пат на надпреварот имаат плюс 3 во 33-та минута од надпреварот или по 2,5 минути игра во второто полувреме и натаму форсира Миркуловски. Треба да му се честите за храброста, постојано таму меѓу Козлина, Бутовиќ и Друмен. Се обидува да најде, да искористи и најмал простор за евентуален лес. Тоа беше и идејата со влегувањето на Борозан, евентуално да се извлече малку оваа плитка зона што ја форсираат ракометарите на Вардар и што дава резултата, предизвикува многу проблеми во нападот. Меѓутоа да видиме Вугринец бие непредставен над голот. Вели дека бил под прекршок, судиите не го прифаќаат тоа, затоа што свирнаа на време и дека апсолутно се согласуваат со реакцијата на Вугринец, но нема да дозволат Митревски и Тодоровски да свират по реакција на некој од ракометарите на теренот, според свое видување. Еве одново прекината играта. Четврта минута почнува да тече од второто полувреме. Поддршката не запира практично и за едните и за другите, иако побрана е црвено-црната армија во спортски центар Борис Рајковски, но нема да биде така по 6 дена во автокоманда. Барем како да засега работите, се наведува дека таму ќе се решава титулата, но споменав, знаело овие две екипи да одиграат или едните или другите фантастично едно полувреме и да направат и голема разлика. Најчесто тоа комбинатото се случувало во првото полувреме за потоа да се влезе во известен финиш завршница, но ево го Вардар
стигна до своите највисоки плюс 3,17 спрема 14. Споменавме дека одбраните ќе го решаваат над преварот, те сега веројатно забележавте 15-14 многу постигнати погодоци. Југо, јас повторно ќе речам, одбраните го решаваат над преварот, но ги нема голманските одбрани. Апсолутно, Зоки, тоа го кажавме на почетокот некаде, не ни дадоа за право ниту Станич, ниту Ангелов, ниту Билич, ниту Малумбрес, ниту Мијатовиќ. Вкупно 4 интервенции на двете страни, неверојатно. Да, неверојатно, да. Миркуловски оди сега повторно сам го бара Ванчо Димовските, тој хендикеп би рекол во играта на Металург кога не работат надворешните ракометери, кога нема удар од 9 метри, добар квалитетен Вугринец го нема некако во овој период од играта, постигна 6 гола на ефикасен на теренот, меѓутоа од него се очекуваат гол и меѓутоа одлично го искористи тоа за асистенција и прва ситуација од крило, ако не се лажам, користи Металург. Апсолутно, ниту Георгиевски, ниту Манасков досега, а не се изнаиграа со влезови од крилни позиции. Се обидуваше главно по средината, преку кружниот нападјач или со влезови на играчите од вршните позиции екипата на Металург, но како и да е, сега се создаде таму вишок. Одличен погодок на Георгиевски за намалено на Вардар 17-15. Лазаров, Прибака, јасно е недостасува Карачич, но најверојатно проценката, иако е рекупата дека не може да го даде својот максимум, може би евентуално во финишот. Дибиров, Лазаров спушта за Душебаев, бие Душебаев и ја имаше оваа топка Митревски, но сепак оди нов гол. Четврти за димето на Душебаев, 18-15. Имаше оваа топка, речи си во своите раце, меѓутоа не успеа да ја скроти Мијатовиќ на голот на Металург. Поточно Митревски е сега во игра. Душебаев постигна еден многу атрактивен гол, го видовте на почетокот на ова второ полувреме од 10 метри, кога успеа да го изненади Станич, еве го сега погаѓа од многу поблиску. Циндрич и Миркуловски комбинираат. Еве топка за Вугринец. Георгиевски на втор пикер шутираше Вугринец, меѓутоа само над пречката или ја чепна оваа топка. Пречката имаше овој пат среќа Малумбрес. Еве таа ситуација уште еднаш од 9, можеби нешто повеќе метри во пречката, не успева да погоди. Вугринец останува на 6 гола од првото полувреме. Металург со само еден во овие 5,5 речиси минути, оној на Георгиевски. Прибака за Брумен, Душебаев нема простор, но зато Дибиров спушта за Тоскич, што е свирено пробивање од Тоскич. Веднаш се развива полуконтра, судите нема да ја вратат акцијата. Продолжува нападот на екипата на Металург. Миркуловски на дес, Малумбрес брани, нема да бележиме затоа што е покажано по четврти пат на линијата од 7 метри. Еднаш не успеа Вугринец, односно Милич го одбране неговиот удар, што беше негова единствена интервенција. Ангелов забележа 2 на почетокот и се е тоа од голманите на Вардар, а уште пострашно делува на спротивната страна, каде што зад имињата на Станич, Мијатовиќ и Митревски кој влезе пред малку, има само една интервенција и тоа Станич таму некаде на почетокот на надпреварот. Мислам дека беше 10-та минута. Да. Најавивме дека ќе проработи, не се случи, а сега Вугринец. Милич се враќа на голот, меѓутоа Вугринец погодува. 7 гол, трет за него од линијата од 7 метри, намалува на 18 спрема 16. Јасна сега интенцијата, знаат металургците дека овие 3 се можеби критичната граница над која не сме да му дозволат поголемо водство на составот на Вардар, затоа што може да тргне тогаш и во непосакувана насока за составот од автокоманда овој надпревар. Знаат дека ремашот ќе го играат на домашен терен по 6 дена, но знаат и дека меѓу две максимално израмнети екипи, па макар и минимална разлика, се што е на 3 гола може да биде многу значајно и евентуално и недостижно. Вардар е во напад, Филип Лазаров, Душебаев и Прибак, тоа е тројката која што игра најмногу на овој дел од теренот. Димиров сега простор за Лазаров, чепна некога оваа топка во раката, го измами Митревски, го впишуваме на Лазаров, четвртиот погодок. Еве гледам уште на таа ситуација, Борозан мислам дека играше таму со таа топка, го измами Митревски кој што не успеа да реагира, да тргне, да на онаа вистинска страна каде што најверојатно ќе го одбранеше ударот. Меѓутоа Вардар има трет пат 3 гола разлика, 19-16. Овид сега да врати екипата на Металург. Циндрич комбинација со Миркуловски. Јасно е дека она што можеби е Карачич
како недостаток кој екипата на Вардар, тоа е отсутството на Атмана. Бие сега Вугринец, меѓутоа интервенција на Малумбрес. Ванчо Димовски ја прифати оваа топка, ја исфрла високо над голот, иако реагира дека бил под прекршок, но прва интервенција за Малумбрес. Прибак брза за Тоскич, пуштена топка, лоп, погодува Тоскич. Прв погодок и за Тоскич, и еве сега 20 спрема 16, 38-та минута почнува да тече. Еве и 4 водство за ерупција на црвено-црниот, а тоа е најголемиот дел од гледалиштето во спортскиот центар Борис Трајковски. Голем предизвик за Металург сега, ова се тешки моменти за екипата на Лино Червар. Вардар тргна во добра серија, 15-14 го доби првото полувреме, има 7 метри за Металург во меѓувреме, значи 5-2 во продолжение за составот на Раул Гонзалес и повторно удар од 7 метри. Гледаме оваа ситуација уште еднаш, Миркуловски таму задоснија Бутович, немаше шанса Брумен да реагира и сега еве ги првите искри на теренот. Без потреба 7 метри веднаш реагираат битовските суди. Ванчо Димовски добива исклучување, трето е ова на надпреварот, второ за Металург, доке мислам. Второ за Металург, но да видиме дали има Малумбрес. И сега Лино Черва реагира кај делегатот Ацо Николовски, се разжестува доле на теренот, немаше потреба за такво нешто, еве причината. Ванчо Димовски отиде да му ја одземе топката на Малумбрес, подготувајќи се нели екипата на Металург да изведе удар од 7 метри. Малумбрес едноставно ја задржа во своите раце. Мислам дека нема да бараме виновника во една ваква ситуација, прекината беше играта. Ангелов оди на голот на Вардар. Вугринец ќе изведува удар од 7 метри, а не можам да забележам, барем не на официјалниот семафор, Димовски е исклучен, тоа е јасно, меѓутоа се чини и Малумбрес. Вугринец и Петар Ангелов, одлично, Вугринец реализира по 8 пат на овој надпревар, 4-ти пат од линијата од 7 метри, намалува на 20, спрема 17, се одржува практично сега резултатски со удари од 7 метри екипата на Металург. Апсолутно, и сега овој потек од предвалку на Ванчо Димовски и го одзема ракометар во одбрана на металурците. Минута и пол Вардар има предност и шанса да постигне гол со Карачич во составот. Душе Баев има оваа акција за Брумен. Еве го Карачич прв пат, очигледно недоволно добро загран, стигна топката срекно до Дибиров, оди сам Дибиров, еве го all round Дибиров. Шести погодок, споменав дека играше на плеймейкерската позиција на дуелот со Зомимак на оној тренинг, на оноја генералка пред мечот со Вардар, летечки од Русин. Само ќе забележиме, има исклучување и во екипата на Вардар, значи, иако тоа не се брои на семафорот, но добра беше она мојот прв впечаток дека Малумбрес е исто исклучен на 2 минути по тоа кошкање. Секако мора да има голман, затоа Ангелов е на голот на екипата на Вардар, 21 спрема 17. Има тука простор за влез, да видиме невнимателна игра. Брумен ќе оди надвор. Беше невнимателен, немаше намера, но ќе забележите одигра високо вратот, главата на Вугринец. Еве таа ситуација уште еднаш. Ево го тој момент. Имаше и туркање со левата рака, судиите тоа го санкционираат со исклучување. Трето во екипата на Вардар со 20 играчи помалку Брумен, значи, и сега голманот Малумбрес е исклучен, но останува со четворица во поле екипата на Вардар. 5-4 на играчи во поле, во предност на составот на Металург, 40 секунди до враќањето на оние првобитно исклучени двајца ракометари во едниот и во другиот состав. Даден знак да продолжи играта. Ојлевски на левата крилна позиција, не ги гледаме многу крилата, апсолутно. Металург и натаму инсистира на игра по средината на изведување удари од 7 метри. Проблемите со семафорот се решаваат со ливче од еден од двајцата делегати, тој е Драган Начевски, кој им даде на вардарци. Ливче кога нивниот ракометар може да се врати во игра. Да видиме Ојлевски на влез, погодува Ојлевски. Многу храбро сам доаѓа до позиција, намалува 21 спрема 18. 12 секунди, па ќе бидат со по еден играч плюс. Металург комплетен, но ќе остане без Брумен екипата на Вардар, иако тоа време не се мери. Големи проблеми на семафорот, но најмалку важно. И тоа е шанса за Металург. Тоа е шанса за Металург. Станиш се враќа на голот, Ојлевски влезе на местото на Манасков на почетокот на второто полувреме. Тој е ракометар кој што беше вишок, ако можам така слободно да кажам, во Вардар. Отиде во спротивниот тавор, еве го конечно Станиш се враќа со одбрана број 2, оди во полуконтранапад Металург. Да видиме запрена е играта, за што се работи, дали тоа го побараа судиите.
Металург останува во напад. Да видиме делегатот Драган Начевски е сега во консултација со судиите Митревски и Тодоровски. Има исклучување, ново значи ке Вардар. Ново исклучување ке Вардар. И тоа Југо не су најсигурен, дали е ако поради можеме лоша да видиме измена? забавена снимка, дали некој од клупата на Вардар Или му пак попречи на Ојлевски во истрчувањето на контрата. Тоа е. И Тоа е затоа најверојатно. реагира и Јато Николовски и Драган Начевски, покажано е ново исклучување. Сега дали за Раул Гонзалес или одново кон Малумбреса, не можам да видам сигурен каде ја насочија својата рака. Судиите, реков, семафорот воопшто не ни од помош да добиеме таква информација. Апсолутно тоа е, Зоки, затоа што реагираше Ојлевски, беше во да контранапад. Ево го, реагира Ојлевски веднаш. Не го видовме тој момент, меѓутоа Ојлевски реагираше во контра. И отиде еден од двајцата судии да се посоветува со делегатите, тие Со 4 играчи ја во прата поле сега реакцијата. Вардар. Меѓутоа Ангелов во вистински момент има третата интервенција откако Вардар остана со 4 ракометари во поле и голманот Ангелов ја гледам уште еднаш оваа ситуација. Можеби требаше да бари друга позиција во Угринец во ситуација кога крилата беа слободни, меѓутоа се реши за удар и ќе мора да го трошат сега времето. 4 ракометари на Вардар ќе биде доста тешко. многу Дибиров брзи. сега Дибиров, потоа Карачич ево игра, го гледаме и Душебаев извлече на дворешните позиции, да видиме Станич интервенира доволно за оваа топка да ја упати таму надвор од голот и секако да овозможи до акција и неверојатна грешка сега. Обид за контра, Циндич се враќа и коректно таму успева да спаси. Останува 21-18, 42-та минута во тек, да видиме што е сега свирено. Одново налет на Миркуловски. Во составот на Вардар се придодава уште еден играч, Козлина сега на местото на Карачич, јасно се засилува одбраната, а немаме конкретна информација и пред се точна, прецизна, дали поние 40 на секунди, кога ние почнавме да го мериме времето, но во секој случај има еден играч што се врати во играта. така очекуваме набрзо да биде и комплетна екипата на Вардар, иако веќе втори и трет напад со играча плюс ракометарите на Металург имаат -3. Циндрич, еве позиција за влеса, меѓутоа Ангелов. Еве и четвртата или втора едно по-друга интервенција и одекнува, се знае. Диви. И тоа страшно битен. Ке го коментираме и ке се покаже рано е се уште 13 минута од продолжението, меѓутоа овие две одбрани на Петар Ангелов со 2 ракометара и со 1 ракометар помалку останува Металург без погодок, а Вардар со +3 сигурно дека ќе влијаат врз натамошниот текот на преорот, иако не е баш благодарно да се преудицираат некои работи. Ова е, знаеме каква битка меѓу нашите два најдобри ракометни клуба. Дибиров Вардар сега е комплетен, Југо, ќе честитам на колегите од репортажна кола, сите овие недоразбирања на теренот одлично ги прикажа со оној на телопот каде што се мери времето, значи комплетна екипата на Вардар. и не примија гол вардарци со 1 и со 20 ракометари. Еве го Карачич од чиста позиција, се чувствува, гледате, мало, минимално, меѓутоа отсуство, нешто слично како Дибиров на надпреварите клучни во Лигата на шампионите. 13 минути почеток на 14-та во второто полувреме, +3 имаше пред малку 21 спрема 17 екипата на Вардар, тоа беше и највисокото водство, меѓутоа сега Металург оди на оној веќе познат на широко во Европа нивни напад, стрплив до крај, до чиста позиција, иако имаат негатива, но нема да форсираат да изнудуваат грешка, иако сега имало пробивање во блокот велат судиите од Ванчо Димовски, а Бутович реагира дека нешто не е во ред со топката, меѓутоа Ангелов ја упатува таму напред. Нека тргне нападот, Карачич се враќа во игра и Лазаров заедно со Душебаев. Тоа е сега бековската тројка. Прибак го нема од поодамна. Одигра одлично прво полувреме, постигна 3 гола. Прибак неколку одлични влезови на линијата од 6 метри. Тимур Дибиров 1 на 1, меѓутоа добро движење топката. Лазаров имаше тока Станич помош од блокот. Но еве 3 интервенции на Станич во второто полувреме, вкупно 4 со на веќе спомената уште во раната фаза во 10-та минута. Миркуловски ќе запре акцијата. Едно време се играше фластер над Вугринец, сега не. Миркуловски има тука влечење
и над него и над Димовски, само за уфрлање од 9 метри се ближи средината на второто полувреме. 3/4 од надпреварот минува 21-18. Успеваат вардарци да одржат оваа предност. Сега во континуитета се движи 3 гола од 33-та минута, кога за прв пат Вардар победе со 17-14. Миркуловски се жали на повреда. Него ништо ново, погледнувам и на часовникот, знаеле да траат и по 2 часа на преварите меѓу Вардар и Мислам дека ова Металург. нема да биде така. Овде доста долго време нема погодок во овие 21-18 и покрај тоа што имаше исклучување, меѓутоа чудно едните и другите има неколку лошо завршени напади, брз оплето, некако нестрпливи едните и другите. Нормално, меѓутоа мислам дека ова е периодот во кој што Неоди нападот 203 сантиметри, потребен е вако висок ракометар, но не е тоа толку искусен за да го понесе Металург Бороза, но затоа удвои на линијата од 6, но не може против Ангелов. Петта интервенција на Ангелов, се развива полуконтра. Карачич не велат судиите, ќе мора топка да биде вратена назад, а оваа интервенција одново носи воодушевување и атмосфера во Борис Трајковски. Борозан сам, не е ова негова позиција на ова секој случај. Ангелов во серија, веќе 3 интервенции. беше на голот на Металург. Се врати во Вардар и еве го сега страшно мотивиран, одлична форма. Се сеќавате на она негова брилјантна партија против Хамбург. Прибак сега го бара Брумен на крилната позиција. Ова беше оптимистички, атрактивно и покрај тоа што немаше друго решение Брумен, но гледате, чекаше таму Дибиров, значи ова е веќе воиграно и очекувано. Еве таа акција уште еднаш од тежок агол Каде е Брумен. Георгиевски да видиме? Тешко ќе се види од овој агол. Судиите велат дека прифатил топката во полето од 6 метри, затоа Вардар останува во напад. Карачич, комбинација со Душебаев. Душебаев на скок бие. Станич ја допре оваа топка, петта негова интервенција. Веднаш се развива полуконтра. Циндрич на влез. Нема гол ниту на спротивната страна. Не успеавме да забележиме, Мислам дека Ангелов ја допре одново оваа да, топка. но не знам ударот на колку минути Циндрич. нема гол. 21-18 тогаш тоа е резултат на семафорот. 17-та минута од продолжението, неколку неискористени напади, многу технички грешки. Ова е сигурно најлошиот период од играта, меѓутоа Вардар ја има предноста од 3 гола. Металург имаше шанса со ракометар, па и 2 повеќе да постигне гол, да намали, не успеа. Да видиме, Вардар е сега на потек. Гол би бил многу значаен за нив, затоа што би се вратили на оние максимални 4. Прибак крстува со Душебаев, Дибиров, Брумен простете во тешка позиција во аголот. Уште еднаш Душебаев. Прибак сега исто тако тешка позиција, меѓутоа Станич не успеа да ја одбрани оваа топка. Ја имаше за момент само, меѓутоа многу значаен погодок за Прибак. Прв за него во второто полувреме. 4 вкупно и Вардар има повторно плюс 4. 22-18 прекината оној период од 8 минути без постигнат гол. Грешеа и едните и другите. Голманите влегува во елемент, па Станич има 4 интервенции во второто, исто толку во второто интервенции полувреме нанижа и Ангелов. Значи, тоа беше една од причините зошто не се тресеа мрежите цели 8 минути, ниту на едната, ниту на другата страна. 48-та минута во тек 12 минути, 20 секунди до истекот на овој надпревар. 22-18, значени 4 плюс. Циндрич, еве сега прошата низ противничката одбрана и погодува. Втор гол на Циндрич, 22-19, попушти концентрацијата. Вардарци во обид брзо да вратат. Дибиров ќе запре акцијата. Тоскич се враќа на линијата од 6 метри. Душебаев, Прибак и Карачич ќе ги заземат своите позиции и тргна оној класичен позиционен напад. Карачич останува значи во игра. Горема Филип Лазаров во бековска тројка. На централната позиција е Карачич, сега Душебаев таму, ево го Карачич, оди сам. Дибиров, чиста позиција, меѓутоа брани Станич. Шеста одбрана за Станич, имали контранапад за Металург. Којлески оди не. Ке се врати назад топката. Велко Марковски и Јоновски ќе одидат на клупата за резервни ракометари. Влегуваат Димовски и Миркуловски. Металург е во напад, шанса да се тргне конечно кон -2. Циндрич, Миркуловски и Борозан е сега во игра, а не во Гринец. Лино Червар му дава шанса на младиот црногорски репрезентативец на новото засилување за
Металург, Циндрич. Убава топка за Ванчо Тимовски, добро реагира таму Прибак и Тоскич, ки има 9 метри само. Инаку добра беше идејата на Циндрич, тоа е неговиот квалитет плюс и сигурно плеймейкерски повеќе отколку шутерски. Борозан. Еден карактеристичен скок ме посетила малку на Пепи Манасков. Тој знаеше вака да се крени и да шутира. Борозан овој пат не успеа, меѓутоа овој млад талентиран ракометар, 21 година, веќе и репрезентативен сениорски на Црнагора, покажа во одредени надпревари дека ќе биде сериозно големо заседување за Металург. Значи напад за тимот од Автокоманда, имајќи пред дека по подолго време можат да се вратат на сосема пристојни пред реваншот. Минус 2, 22-19. Имаше Вардар, не, можда колку победливо водство, имаше 4 разлика. Миркуловски, влегува Миркуловски. Нов погодок на Миркуловски, 6-ти, 20 за екипата на Металург, намалуваат на 22 спрема 20. Одбраната врши голема работа, Станич надополни она што го пропушта. Оние шестина на линијата од 6 метри, меѓутоа во секој случај многу потврдо заигра Металург во одбраната, па и Вардарци сега имаат проблеми, но на крила создаваат вишок како предноку Брумен на успеа. Нема Ди Биров да си дозволи тако нешто. Седми погодок за 23 спрема 20. Ди Биров немилосрден оваа сезона во дуелите против Вардар. Немилосрден, 13 постигна во Лигата на шампионите, 17 во СХ лигата, еве го и сега доаѓа на својата норма од 7 погодоци. Минути за навивачите на Вардар. Екипата на Раул Гонзалес игра добро. Успеа да ги одржува овие 3 гола позитива. Борозан, Миркуловски и Циндрич остануваат во вековската линија на Металург. Ходи сам Миркуловски, не може еден на еден со него. Бутович мора со фаул, тука беше и добро поставен Брумен. И сега некако се сведуваат само на влезови на Миркуловски акциите на Металург. Мислам дека ќе мора да се проба и нешто друго, да се одигра поразновидно. Ќе видиме Миркуловски. Циндрич сега, така е. Предпогодок за Циндрич. Успеа да обезбеди добар простор. Одбраната на Вардар некако заостана, гледата Бутович таму го загуби дуелот со Димовски и имаше отворен пас за Циндрич. Интересна тактика на Металург во нападот. Крилата практично статираат. Се оди преку средината и тоа засега успешно. 8 погодоци во Гринец, 6 Миркуловски, 3 Циндрич и секако по средината и оние 3 погодоци сите во првото полувреме на Ванчо Димовски од линијата од 6 метри. Сега Прибак се извлекува на удар, меѓутоа само во пречката. Има ли можност за контра? Нема да ризикува Миркуловски, иако Велко Марковски натаму се развива полуконтра. Ќе оди надвор веднаш Велко Марковски, останува Вуко Борозан во игра, иако мислам дека му возможува Лино Червар. Малку одмор на Гринец, одигра одлично во првото полувреме, 6 погодоци, беше ефикасен со едно промашување од линијата од 7 метри, 4 погодоци од вкупно 8, колку што досега запишат за своето име во Гринец во нападот на екипата на Металург. Има прекршок над Борозан, 9 метри, Ванчо Димовски ги уфрли во игра. Времето тече 7 минути 45 секунди. Не делат до крајот на овој прв од двата решавачки надпревара за носителот на шампионскиот трофеј во македонската ракометна Суперлига, плейоф, реков овој надпревар од првото коло, иако во меѓувреме Вардар одигра 2 средби, јасно е слабеш, има 6 бода, Металург е на врво заедно со Зомимак, Металург со 9 бода, но од 3 средби, Зомимак има 2 повеќе, но реков поради европски опрски ги одложува своите надпревари Металург и Вардар, потоа сега го играат практично дуел што требаше да биде во рамките на првото коло, кога се ќе се собере и одземе, кој се подлече да црта. Јасно е дека токму Металург и Вардар ќе решаваат меѓу себе, иако случувало минатата сезона да киксат Вардарци еднаш во Струмица, се случувало тоа, но мислам дека сега со ваков квалитет и распоред на силите тоа нема никој да си го дозволи. Покажаа тоа и Вардар и Металург во дуелите со Зомимак постигнаа убедливи победи. Јасно е дека е Зомимак најблиску до третата позиција. Миркуловски повторно во нападот на Металург. Циндрич сега, Борозан се извлече од противната страна, ги замене местата
со Миркуловски. Борозан сега се подизна малку, подигнати се раце на судиите, земене топката на ракометарите на Металург, оди во контранапад Вардар. Душебаев меѓутоа цврсто застана таму Циндрич и ќе мора да се оди во мирен позиционен напад и да се извршат измените, а Бутовиќ оди негова прибак, една измена, дефанзива, офанзива кај Вардар. Велко Марковски се враќа во одбрамената зона, 6-0 на Лино Червар кај Металург. Прибак, Душебаев, Карачич, Вардар напаѓа плюс 3, 23-21, имаше максимални 4, еве го сега се подготвува полека Вугринец да влезе во завршните 7-8 минути од надпреварот, откако направи добар одмор, го замени Борозан, не постигна гол, меѓутоа се одмори Вугринец. Душебаев, одлично за Тоскич, еден контакт таму со Борозан, искусно пикерот на српската репрезентација го постигнува својот втор погодок, двата во второто полувреме. 24-21 на 24 минути минуваат од второто полувреме, плюс 3 за Вардар. Металург успева за сега да одржи пристојна негатива, условно ќе кажам пристојна. Јасно е дека домашниот терен не носи голема предност, меѓутоа ќе биде во секој случај и на 8 мај, тоа како интересно на реваншот во Автокоманда. Сега се обиде од далечина Борозан, меѓутоа Ангелов ја бележи седмата успешна интервенција, нема полуконтра, топка е сврлена во аут. Дибиров ќе оди на влез 1-1 против Миркуловски, не, многу умно сега Дибиров, го знаеме дека знае да го понесе атмосфера, публика и така натаму, но сега на два пати токму Тимур Дибиров демонстрира искуство, кога ќе види дека тоа не е добра ситуација да се форсира контра или полуконтра, токму тој ги запира акциите. Прибак, комбинација со Душебаев, Карачич на Душебаев, оди до крај. Ево, Алекс Душебаев, негов пети погодок, втор во второто полувреме, 25-21. И еве го одново Вардар на плюс 4, што е сигнал за тајмаут за Лино Червар. Напад 25-21, 4 гола позитива за Вардар, многу значаен напад, влегуваме во последните 5 минути од првиот двомеч за титулата во македонското ракобедно првенство. Повторно Лука Циндрич успева со индивидуална акција да погоди, да постигне многу значаен гол, четврти за него, влезе во игра конечно и Вугринец. Беше, мислам, нешто подолго на клупа и во на претходна акција. Лино Червар се обиде да го уфрли свеж во овие 5 минути, ќе видиме како ќе се одвиваат настаните. 25-22, Вардар е во напад, Прибак добива топка, Душебаев постигне претходно еден прекрасен гол, крстува таму со Карачич, ги нема неговите голови и неговиот тон на играта на Вардар. Еве го уште еднаш Карачич се обиде да му асистира таму на Тоскич, меѓутоа густо е, цврсто е во одбраната таму централниот беден тандем од Миркуловски, поточно Велко Марковски и Јоновски. Прибак сега непрецизен и еве шанса за Металург. Во закарна пасивен напад беше Вардар, затоа Прибак со две нозе се одрази со задршка, се обиде да бие, но за малку беше непрецизен. Останува 25-22. Едне одново Металург во шанса да намали. Предмалку беше минус 4, сега негатива од 3 гола и напад за екипата на Металург. Договор меѓу Миркуловски и Вугринец, како да се оди. Циндрич игра одлично во отсуство на Атмана. Мораше и Борозан да добие минутажа за да одмори малку Вугринец. Но еве го Вугринец, веројатно доволно поние десетина минути на клупата, освежен. Изнесе голем товар, на ефикасен во двата состава, со погодоци. Дибиров на спортната страна постигна 7, но Вугринец 4 пати стрелаше прецизно од 5 обиди од 7 метри. Гоздина ќе засилува одбраната на Вардар вообичаено. Прибак ќе земе злив за тоа што ќе треба да го организира веќе следниот напад. 3,5 минути остануваат до крај. 25-22. Ова се моментите кога се решава или се најавува што ќе се случува во финишот. Има пенал. Има пенал, Ангелов ја фати оваа топка, меѓутоа судиите со мала задршка во шести пат покажуваат на линијата. Иронична насмевка кај Ангелов. Еве уште еднаш таа ситуација. Имаше бранеше натре Тоскич во полето, може би едноставно Митревски и Тодоровски сочека да видат дали оваа топка ќе заврши во голот. Ако беше така, се ќе беше вред гол за Металург, а откако не се случи тоа, односно интервенираше Ангелов, ја врати акцијата
на Металург на линијата од 7 метри. Шести удар од 7 до сега. 4 пати реализира, еднаш не успеа. Вугринец, Ангелов е овој пат на голот. Вугринец, погодува Вугринец. Ова е тоа искуство, 9-ти погодовка, 5-ти од 7 метри. 25 спрема 23, последни 3 минути. Вардар во напад, Караджич останува во игра со Прибак и со Душебаев. Очигледно тактизирање во финишот од надпреварот. Дибиров оди на Георгиевски, него сам Дибиров па Караджич сега преблиску е до Прибак таму. Нема широчина ова акција на Вардар, течност. Добро поставени во одбрана избраниците на Лино Червар. Душебаев. Сам сега Душебаев, не премногу простор. Имаше 9 метри или 7 да видиме. Тргна Душебаев, имаше отворен простор, не се реши за удар, потоа реагираше таму. Мислам дека беше тоа Јоновскиева таа ситуација. Уште еднаш сепак Велко Марковски. 9 метри за Вардар. Затиче мало пред завршницата. Прибак. Душебаев. Караджич. Не се решава за Тоскич. Дибиров има фаул, да видиме 2 минути исклучување за кого? За Миркуловски, мислам, или за Јоновски. Мислам дека покаже на Миркуловски судијата. Да. Невнимателна игра на Миркуловски, отиде на вратот на противничкиот ракометар. Сера жестова, јасно е. Еве ќе видиме уште еднаш што се случуваше. Ево, тој старт тргна на влез Душебаев, стартуваше Миркуловски. И еве го сега практично до самиот крај Металург ќе биде со играч помалку. Тоа е второ исклучување во второто полувреме, вкупно трето во екипата на Металург. Се сеќаваме еден период и со двајца ракометари, ако не беше кој знае колку долго, но играше екипата на Вардар, тоа не се почувствува брз резултатот. 25-23 и напад. И сега Вардар има шанса да направи каква таква разлика, поголема од овие +2. Нема да биде тоа никако мирен реванш во автокоманда по 6 дена. Но реков, секој гол во овие дуели на овие две екипи може да биде значаен. Диагонала, Дибиров, тежок ангол, меѓутоа Цепелин погодува. Душебаев имало престап, нема да важи овој гол. Имаше престап, мислам дека беа близко судиите и мислам дека е коректно. Ајде да видиме Југо, еве уште еднаш оваа ситуација. Мислам дека сгасна прво Душебаев, еве таа ситуација. Апсолутно, апсолутно. Да, мислам дека е коректно. Неа прифати добро оваа топка, дури ја местеше да ја исфрли. Веќе се приземи со маркер. Легува Манасков во игра на централната бековска позиција. Лево Циндрич, десно Вугринец. 25-23 останува Металург по неколку пати негатива од 4. Еве го сега во одлична позиција со минимален пораз да замине. Меѓутоа сега овој удар завршува крај голот, иако дали ова Циндрич останува да се жали на повреда, реагира Ангелов дека е ова глума на хрватскиот интернационалец во редовите на Металург за судиите да ја запрати играта, да не се дозволи брза трансформација во екипата на Вардар. Сега кому да му веруваме, не знам. Остана Циндрич. Штом се работи за ракометар кој што лежи долу и имаше контакт во секој случај пред оваа ситуација. Треба да се почитува одлуката на судиите, тука нема дилема. Еве таа ситуација уште еднаш. Југо 10-9 во второто полувреме. Голманите го зголемија бројот на одбраните и падна ефикасноста. Апсолутно, ако е добра мојата евиденција, не може да ја споредам со твојата зоки 6-6 Ангелов Станич во овој момент. Мислам дека е така, се едно во секој случај. И тоа 5 на Станич во второто полувреме, 4 на Ангелов во второто полувреме. Она што недостасуваше и кај едните и кај другите. Легуваме во завршните 60 секунди. Прибак. Еве топка за Дибиров, сега оди сам, меѓутоа Станич се отвора изворедно. Седма интервенција за Станич, 40 секунди до крајот и сега смируваат на клупата на Металург. Сакаат да одиграат до крај, сосема логично, 25-23. Има и негатива од 4 гола во одделни делови од надпреварот. Ракометарите на Металург и со гол и со -1 сигурно дека ќе бидат презадоволни во овој надпревар. Иако рече претходно и колегата Видевски,
дека апсолутно ова се дуели во кои што до последната секунда ништо не се знае. Ова се две екипи изедначени според квалитет. Ова се дерби на тревори на кои што одлучуваат нијанси. Тоа милион пати сме го кажале, меѓутоа еве и сега е така и во овој надпревар. Течат последните 20 на секунди од првиот дуел од двомечот на Вардар и Металург. Циндрич тука е со маркер сега. Манасков уште Тайм-аут. Тайм-аут, така е, сосема логично. Червар во вистински момент бара тайм-аут. Не слушнавме од атмосферата во салата, но мислам дека советот е единствен. Одиме до крај. Она што му недостасуваше на Вардар против Ленсбург, до крај да издржи во тој последен напад, да не завршуваше Марковиќ, да се одеше на прекршок. Сега, токму тоа мислам дека беа советите Металург да ги проарчи овие 15-17 секунди колку што остануваат до крајот, да не дозволи напад на противникот, а ако може таму завршите 2-3 секунди, евентуално да упатат удар, да постигнат гол. Тоа би било идеалната варијанта за избраниците на Лино Червар. Тргнуваат завршите 10 секунди. Манасков, комбинација со Циндрич, Вугринец. Манасков се повлекува да не биде гол отразен. Бие Вугринец и погодува со многу среќа, со јубилеен. 10-ти погодок намалува на 25-24. Само за потврда на претпоставките, на најавите од двата табора, дека по првиот надпревар апсолутно ништо нема да се знае, ништо нема да биде готово, покажаа едните и другите оваа сезона и во оние поелитни надпревари, и во СЕХА лигата, и во Лигата на шампионите, дека знаат да добро да одиграат нагости, па токму ќе се согласиме и го со тоа дека овде ништо не е готово. Апсолутно ништо не е готово. Победа на Вардар од 25-24, престои клучниот надпревар, оние последни 60 минути. Лино Червар успеа да го сочува свеж. Вугринец го пушти во игра во вистинскиот момент. 10-тиот гол за словенецот е практично